Facebook полни 20 години. Тоа е најголемата социјална мрежа во светот. Податоците велат дека повеќе од 3 милиарди луѓе, односно ако земеме просек, тоа е секој трет човек на земјава, користи или е активен на Facebook барем еднаш во текот на месецот. Но славеничкото расположение на основачот на Facebook, Марк, е поматено. Само неколку дена пред 20 годишнината беше соочен со остри критики на сослушувањето во Американскиот Сенат. Дури еден од сенаторите даде изјава лично кон основачот на Facebook со зборовите "имате крв во вашите раци". 20 години Facebook. Колку Facebook го промени светот, колку Facebook ја промени Македонија. Разговарам со нашиот Бојан Кордалов, кој што редовно барем на овие доста важни теми е секогаш тука за нас. Велам уште еднаш благодарност, бидејќи вчера допатува во Македонија вчера вечер и денес си тука наш гостин. Дојде малку порано поради пасошите, нешто страф, граница или ги променивме личните документи? Така беше закажено и патувањето. Промената ми е во текст на лични документи, иако навистина е голема тема, можеби поголема од славеничеството на Facebook. Меѓутоа, токму... Бидејќи често патуваш, па сакав, бидејќи денеска тоа е актуелно, сакав така и да почнеме. Апсолутно, благодарам Ваде. Меѓутоа, токму Facebook во овие 20 години треба да не подсети колку дигитализацијата и онлайн процесите се важни и колку ние ги користиме. И овој хаос немаше да се случува ако навистина знаевме како да искористиме начин на организација што ќе беше многу побрз и ќе дадеше термини за сите и преку вешташка интелигенција, но и преку обична апликација. Се враќаме 20 години назад. Facebook некако започна безопасно. Даде еден почеток полн со надеж дека традиционалните медиуми, ако го има моделот да комуницираат еден со многумина, за Facebook нели се створи перцепција дека тука може да комуницираат сите со сите. И некако во првите години исто мислениците објавуваа по-позитивни работи. Ајде да се вратиме на самиот почеток на Facebook. Facebook започна како студентска мрежа. Значи, ние го паметиме Facebook 15 на години, не 20. Говорам во најголем дел, бидејќи започна како студентска мрежа на Харвард, па потоа нели се проширува по студентските универзитети во САД, пошироко и полека се отвара кон сите. Facebook и денеска е еднакво безопасен и еднакво потенцијален, меѓутоа поговорката баш македонска вели може со сила да ти земат, не може со сила да ти дадат. Ако ние не научиме и не се поставиме правилно кон таа слобода и тие можности што ги имаме, ако ние не се штитиме себе си, не гледаме како да оствариме повеќе ќар и за нашите брендови, и за себе, меѓутоа и за заедницата, тогаш Facebook ќе биде негативната страна. Меѓутоа, ако се навратиме 20 години назад, многу комуникации, многу поевтинувања на комуникациите, многу можности за глобализација и поврзување, многу познанства, многу љубови, многу различни работи се имаа случајно на Facebook или на социјалните мрежи генерално, и на крајот на гриштата токму Facebook беше таа каписла, не беше првата социјална мрежа, имаше претходно MySpace, Hi5 и да не редиме, тоа беше иницијалната каписла која што ги поттикна и другите социјални медиуми да се појавуваат, да се развиваат, бидејќи видоа дека може од една во наводници или од американски сон за гаража, но овој случај кампус, една личност со своите соработници да создадат нешто кое што буквално почнува како идеја, завршува како највлијателна алатка во светот. И затоа се тие сослушувања треба да ги има во Конгресот, што ги споменавте, заради тоа што не сме да се дозволи неограничена моќ, меѓутоа ние како луѓе мора да ползуваме позитивно. Добро, тука веднаш и на самиот почеток ќе употребив политиката како момент, бидејќи тука треба да се зема со резерва, бидејќи ако гледаме и политички, доста го промени Facebook, нели светот изминативе 20 години. Ќе се вратиме ние повторно на оваа тема, да го погледнеме прилогот на колегата Благојчо Костадинов, токму на тема колку го промени животот на населението, токму Facebook колку го промени животот на населението, па продолжуваме со разговорот во студија. Во 2004 година за прв пат се појави социјалната мрежа Facebook во дигиталниот свет. Основачот Марк Цукерберг и неговите колеги од Харвард го лансираа Facebook. Оваа социјална мрежа прво се прошири на другите американски универзитети за да биде целосно отворена за сите во 2006 година. Оваа апликација е доста користена и од населението во нашата земја. Фејсбукот е извор за информирање, комуникација со роднини кои живеат во странство и останатите виртуелни пријатели на овој социјален медиум, но и за релаксација. Граѓаните велат дека кога ќе се вклучат на Facebook не забележуваат како им одминува времето, а во текот на денот се активни и по неколку часа. Многу често. Многу често, задоволна сум од сите тие друштвени мрежи, а не сум некој баш да
ја да ја презентирам и као осталите што презентират кај се наоѓаш прават како прават. Едноставно се држам као фамилиарни, нешто така врски. Не ја користам толку многу сега последно време, така да зависи за другарите пишуваме онлайн или нешто за порачка, нарачка. Да, користам, да. Колку често? Па да не излежам у денот 2-3 сата сигурно, на савајле, на ручи. Што користите таму, што прегледувате? Па информации од другари, од пријатели, слики и тоа. Една студија од страна на маркетинг агенцијата Mediaclick ја постави задачата за прецизно пресметување на ова прашање. По обработката на податоците од агенцијата утврдиле дека просечниот корисник поминува 40 минути на ден на апликацијата YouTube, 35 минути на Facebook, 25 минути на Snapchat, 15 минути на Instagram и само 1 минута на Twitter или сега позната X. Ако овие бројки се земени како основа, секој човек од својот живот би поминал 5 години и 4 месеци користејќи социјални мрежи. Само на Facebook би поминале 1 година и 7 месеци од нашиот живот. Овие дигитални платформи ги загрозуваат и традиционалните медиуми, нивната брзина за проток на информации, слободата за објавување информативни статии од секого може да ги доведе корисниците во заблуда со добро познатите лажни вести, но тие се и добар штос за кражба на лични податоци кои можат да бидат злоупотребени. Истражувајќи на оваа тема, Кордалов најдов 4 нешта кои што се издвојуваат во врска со анализите кои што се прават, како Facebook изминативе 20 години се менуваше, но и го промени животот на населението. Вели, Facebook ги направи нашите лични информации вредни и помалку лични. Број 1. Facebook ја промени играта на социјалните мрежи. Број 2. Стана главна платформа за изборни кампањи ширум светот. Број 3. И гигантот ја започна доминацијата на Мета. Број 4. Како би ги прокоментирале овие анализи на светските новинари? Па, никој не може да објави толку за вас колку што можете самите и тоа е нешто кое што сами од почеток го зборуваме веќе повеќе од 15 години. Дали ја промени политиката? Апсолутно, заради тоа што конечно политичарите разбраа дека треба да трчаат онаму каде што се луѓето, а не да чекаат луѓето да доаѓаат кај нив и за мене добро е што ги намали оние тензии на предизборни кампањи, полни со луѓе, автобуси. Туку едноставно даде шанса да луѓето најдат начин, политичарите најдат начин како да допрат до оние до кои што сакаат да биде допрено. Меѓутоа, во исто време, политичарите многу често, барем кај нас, преплавуваат на социјалните мрежи и се постигнува контраефект. И тоа да ги промени кампањите и доминацијата, односно платформата дефинитивно, заради тоа што од самиот почеток Facebook има стратегија да ги замени, или основачите имаат стратегија да ги заменат сите други социјални мрежи. Не може да го направат тоа. Меѓутоа, воведуваа паралелно изминативе 20 на години различни сервиси. Претходно, например, немаше можност за коментари, потоа се воведува, немаше можност за чет, односно за разговор, тој се воведе. Едноставно беше Skype и Facebook. Понатаму Facebook вика можам јас да бидам и Skype и Facebook, да не редиме така натаму. Че таа е корпоративна профитна стратегија. Понатаму го купи Instagram како нова тогаш, но и се уште актуелна, особено помеѓу помлада популација, бидејќи Facebook реално старе, но и WhatsApp како мрежа која што возможува чет и која што е широко користена, особено во Европа. Така што подемот е голем, предизвиците се големи, лажните вести и сослушувањата за тоа колку се влие се огромни, меѓутоа, еве, ако зборуваме за политиката и многу револуции во светот, видовме кои што токму Facebook беше една од главните алати да се случат. Меѓутоа, многу често гледаме и одредени држави кои што го забрануваат токму Facebook од страв дека може демократија или дека може многу луѓе да се здружат и да го урнат тамошниот режим и така натаму. Така што да, големо е влијанието, меѓутоа апел уште еднаш. Ајде да го користиме за наши потреби, ајде да гледаме што ние може да направиме за да имаме придобивки, бидејќи секој си ја гледа својата цел, својот интерес, Facebook, својот профит, но и ние треба да го гледаме нашиот интерес. Колку ја промени Македонија изминативе 20 години? Твој лично мислење? Премногу. Ние знаете, Ване, веќе стигнавме до 90% луѓе што на дневна основа користат интернет. Земја со 2/3, се извинувам, со 1/3 луѓе кои што се на работа или под работа на сиромаштијата, меѓутоа кои што активно користат Facebook, е знак дека токму социјалните мрежи, а со само тоа и блискоста кон интернетот,
прилагодувањето дава шанса да излеземе од некои негативни појави, да дадеме повеќе шанси за луѓето, така што е промени многу, но знаете како пак поговорката можеш со сила да земеш, не можеш со сила да дадеш. Ако ние не почнеме да гледаме што е суштината на Facebook и на социјалните мрежи, освен само трошењето на време и комуникацијата, ако не гледаме дека поврзувањето значи можност за соработки, учења, заеднички проекти и слично, нас ќе остане само тоа да не направи зависни, само тоа да ни даде прилика да едноставно го користиме начин како што ќе носиме поголем број на корисници, ќе носиме поголем број на платформа која што може да биде давана за маркетинг услуги, само тоа. Така што промени многу, масовно се користи самиот почеток Facebook, речи си да нема човек што нема свој Facebook, но реалноста денеска е дека повозрастните се активни на Facebook, помладите имаат своји профили, меѓутоа ретко или пак рече си да не ги уклучуваат. И за крај, бидејќи и самата политика реагира, чинам во 2022 Европската унија донесе закон Има така за дигитални услуги. Со ова сакам да ја завршиме всушност темата, бидејќи зборуваме тоа една вага, еден кантар, нели, со добри и со лоши страни, дефинитивно повеќе се добри отколку лоши. Меѓутоа, интересен е феноменот на ова балканско тло, кога ќе излезе некоја објава, било да е спонзорирана или од пријатели, има многу различен контекст за разлика од некоја спонзорирана објава кога ќе видам од некој од земјите членки на Европската унија. Сакам да кажам дека денеска на Балканот Facebook навистина се користи за лажни вести, за предизвикување на омраза, нетрпеливост помеѓу луѓето. Дел од политичките партии тоа и свесно го прават. Може ли еден ден да кажеме дека можеме да се избориме со тоа? Не зборуваме конкретно само за Македонија. Да. Балкан, мали држави. Каде тука решението? Што да правиме со тоа? Бидејќи дел од луѓето веќе се чувствуваат и навистина разочарани од тоа што го гледаат на социјалните медиуми и тоа влијае на општествената енергија. Две работи. Ако првата, ако предолго или со децени работите сме ги ставале под тепих, нормално дека кога ќе се појави платформа која што ни дава, ќе го подигне тепихот и ќе го извади на површина сиот нарав и сета нетрпеливост која што во општеството постои. Facebook ја гледал. Значи Facebook е нас, секој од нас. И како се однесуваме ние во секојдневието, каква енергија или каков отров даваме, тоа ќе се види. Ние не може да очекуваме во земја во која што или во регион во кој што конфликтите се предоминантни и се на ранг на изрази кои што не се користат, речи си никаде ако сакаме нормална комуникација, не може да очекуваме дека на социјалните мрежи или на Facebook денешнава тема ние ќе видиме цвеќиња. Тоа е тоа. Така. И втората работа, општество кое што не се гради да биде инклузивно, да ги вклучува сите луѓе, да дава еднаква шанса на сите, да не дискриминира, да не ги дели луѓето по било која основа, не може ниту на социјалните медиуми да очекува здрава комуникација и здрава средина. Че мора да почнеме од себе, мора да почнеме од овде, од секојдневието во кое што се движиме, законодавството, праксата, вклученоста на луѓето, начинот на кој што институциите реагираат, колкави се можностите на луѓето. Оти не е само центарот на Скопје или центарот на одреден град, има Македонија огромна. Дали имаат реални шанси, како ги третираме другите луѓе, особено како ги третираат политичарите институциите. И се ако ќе го видите сето тоа милје, логично е за жал на овој регион, во нашиот и балкански контекст и македонски контекст, да зборуваме за ситуација во која што ќе доминира говорот на мрза, ќе доминираат конфликтите. За жал, со тоа ќе стагнира можноста да напредуваме и да имаме повеќе пари, повеќе прилики сите ние. Не е инклузивно општество. Општество што ги исклучува луѓето, не е богато, не е среќно и резултатите се токму такви кај нас. Не се за тоа виновни социјалните медиуми, виновни сме пред се ние, но и политичарите, институциите кои што не водат овие години.